Здраво. Драго ми е што Твибернет ја поддржува акцијата. Зошто се вклучите во настанот? Може да представите што е уредов и што е интересно ова електромобилност Македонија што го организира, зошто е интересно за вас? Твибернет е меđunarodno poduzeće, to je plasirano na područjima bivše Jugoslavije. Imamo dosta široki asortiman proizvoda što radimo. Uz te sve što radimo imamo i zelene energije. Uz te zelene energije odlučili smo se da podržamo i elektromobilnost. Na području elektromobilnosti šta Tvibernет zapravo radi, ostvaruje budućnost elektromobilnosti sa punjačima. Mi brinemo se za to da svi ljudi koji odlučuju da bi kupovali električna vozila imaju gdje je mjesto da to sigurno, brzo i efikasno pune automobile. Znate da električna mobilnost dolazi, sve više i više električnih vozila se koristi, a zato nam je potrebna infrastruktura mobilnosti. Нешто околу поначал да не кажете, тоа е доста интересно, колку киловати напон струја, АЦДЦ и така натаму. Ова е мене ќе се претпоставувам. Konkretno ispred imamo jedan punjač, to je zapravo punjač za brzo kućno punjenje. On ide od 3,6 kW do 22 kW, omogućava monofazno ili trofazno punjenje i ima standardni T2 priključak Menekeš koji se koristi u EU. Postoji isto ovakav punjač sa T1 priključak Yazaki koji se koristi za japanske. Мак Автостар поддржува сите такви иницијативи и активности кои што електромобилност ги има во Македонија, кои што се однесуваат на зачувувањето на енергијата, кои се однесуваат на заштита пред на животната средина во делот на транспортниот систем. Mitsubishi Motors, односно компанијата дистрибутер во Македонија Мак Автостар, е прва компанија која донесе, односно овозможи достапност на првото електрично возило во Македонија. Станува збор за моделот eMIF на Mitsubishi Motors. Тоа е возило кое што можете сами да го видите со футуристички дизајн, кое кое што возило е погонот на електрична енергија, обсегот на движење околу 150 км. Ексајд е најстара и најголема корпорација за производство на акумулатори и батерии во светот. Тоа е американска институција, значи која што секогаш ги поддржува и е во стот на технологијата на автомобилската индустрија. И затоа и денес сме тука ние како еден сапорт на овие електрични возила, бидејќи Ексајд прави хомологацијата на електричните возила за прво вградување, така да секогаш кога се случи некој настан кој што предвидува нешто за видење, Ексајд мора да биде тука присутен. Како представници во Македонија 2008 година и ние како Battery Revolution сме на овој, да кажеме, прв и дај Боже да почесто се случуваат вакви експо настани. Значи, како бренд ги опфаќаме од конвенционалните возила кои што се надам дека полека ќе одат во минато до старт-стоп, микрохибрид и на крај хибридни возила. Значи тоа е една иднина на автомобилската индустрија која што единствено Ексајд има во Македонија и се надеваме дека брза иднина ќе можеме се почесто да гледаме вакви возила на пазарот и да ги снабдуваме со оригинални сертифицирани акумулатори како оригинален акумулатор во BMW, Toyota, Volkswagen, Audi и сите други производители. Имаше моторот, 1000 кубика бензин, го извадиш моторот, му ставиш електричен мотор, контролер, 10 конвертер и адаптер. Моторот колку киловатен е? Моторот е 12 киловати и пол. ДЦ или АЦ? ДЦ, со 4 Добро, со 4 Останите половен акумулатор, половен мотор. Имаш 10 батерии, има по 6 волти, значи 60 работи, на 60. Така. Адаптерите ги има.
Колку време треба да се преработи во теорија ако ги имате елементите, Да. колку време може тоа да го направите за други луѓе? Јас го направив за една година и пол, затоа што сум и на работа Да, на друго така, место и слободното време го искористив за ова. Ќе сакате да го правите во иднина, кој направиле конверзија ако ви побара? Може, може и тоа, ама за натаму ќе видим. Возилото е со 5 киловата на електромотор. ДЦ, ДЦ, да. Работи на 30 волти. така. И Со четкички, без четкички? со четкички. Електромоторот 5 киловатен, значи за ова возило е доволен. Постигнува брзина од 70 км на час. 50 км ги развива до sada. Имате развиено некои електронски компоненти, пошто сте електроничари, што е тоа да чуеме? Да, нешто? значи електрониката- Контролери, значи можете да направите, имате капацитет за тоа. Да, електрониката е во целост наша. Супер, одлично. Наш производ е. Така. Електромоторот и батериите се производители, значи не е случаен избор, све не е. Ќе продолжите со ова, ќе правите возила, имате Да. идеја да тоа да го правите? Одиме напред. Кирил, честитам на тебе и на Електромобилност за ваквата иницијатива, за идејата да се спојат на едно место машинското знање, инженерството, иновациите и институциите кои што се одговорни кон животната средина како Прокредит. Прокредит е првата институција во Македонија која што во својот возен парк за своето оперативно работење користи електрични автомобили. Комплетно сме посветени на животната средина и преземаме разни акции во различни домени, од кредитирањето до нашето оперативно работење кои што се насочени кон заштита на животната средина. Значи, оваа година набавивме 5 електрични автомобили кои што ги користиме за градска употреба, претежно за возење низ Скопје и поблиски релации како што се Куманово и Велес. Значи тоа е само почеток, значи во иднина ќе се проширува возниот парк со електрични и хибридни возила. Она што е многу интересно за Прокредит е дека за 6 месеци од сега истите овие ќе се напојуваат и на соларна енергија, на фотоволтаични централи кои што се градат во нашата нова управна зграда која што ќе се отвори за 6 месеци од сега, така што ќе бидеме комплетно енергетски независни и пријатели кон животната средина. Тоа е визијата на Прокредит, тоа е идејата на Прокредит, одговорно кон животната средина. Значи со ваквата практика стигнуваме до клиентите побрзо, поефикасно, значи не загадуваме и ваквата добра практика сакавме да ја споделиме овде помеѓу посетителите, помеѓу другите компании и да бидеме еден начин инспирација за вакви вложувања и кај другите фирми. Се работи за двоканален полнач, трофазен, брз полнач, интелигентен, тоа е многу важно, се поврзува во смарт системи решенија. Зашто смарт решенија? Сите тие смарт решенија возможуваат лесна комуникација со него, значи лесна контрола за корисниците на потенцијални на новој полнач, значи работи и со картици, а иначе дел од една поголема приказна што се вика соларни системи, но во кит изведба. Тоа е многу важно. Кит решенијата возможуваат лесна прилагодливост на соларни мали електрани за и за крајни корисници, но и за мали фирми. Сите тие се предвидени решенија да бидат лесно менаџирани, што значи да се постават, да се монтираат, а после тоа да работат сами без никаква надворешна. Колку киловати се да речеме еден канал? 22 киловати е. Една страна 22, 2 по 22, 2 по 2. што значи се работи за многу брз полнач, лесен за поставување на било која јавна површина. 6 киловати е моторот. Има литиум
Ион полимер 4 батерии, нанофосфат, кои што се последен зборна технологија. Сами го направите? Да, свеж, рамот, батерии, Па не, Ovo liči kao onaj Fatbike. Da, baterijите. 1, 2, 3 систем Да. е батеријата. Контролери тоа? Јапан, контролерот. Сами ги набавувате, како имате контакти? Сами, ова фирма ЗКМ Modern Добро. Electrics формиравме сега заради ова, затоа што имаме намера да произведуваме Супер. 3 модели поевтини, Да, со ексклузивен изглед. така. Тоа е, ние сме многу задоволни од Да. Има луѓе Перфектни бараат, резултати. што ова е многу интересно Да, се. И е бајк и е као да, мод, што е ова се? меѓу велосипед и точак е. Да. Педали има, затоа што идејата е, нели, погонот е на батерии. Да. Сега што правиме кога ќе се потрошат батериите? Да. Треба некако да си дојдеш дома. Да, се возиш. И со затоа ова. ќе си го возиш. Колку Тоа е луѓе нашата сте у идеја. група, колку инженери сте? Јас сум Костовски Зоран и он е Костовски Мартин. А вие сте Костовски, добро. Син. А, така. Иначе основна фирма ни е Електрометал Савар. А, за. Се занимаваме со поправка на моторни возила, електроника поправка на моторни возила. Прво ми е задоволство се дружам со луѓе што се мислат бранова должина, што сакаат електромобили, што сакаат да направиме заедно сите едно почисто Скопје, да ставиме нешто на нашите генерации што заслужуваат, а не да им оставиме смок и она што го имаме во моментов. Ние се одлучивме за една конверзија на автомобил кој од бензински мотор заедно со сите пропратни елементи, како што е, нели, да не ги наредувам, алтернатор, лансер, ауспух, резервоар, се извадивме, ова е тоа возило, го купивме наменски, за да го направиме овој прототип. Прототип кој излезе доста успешен, бидејќи во него вградивме, може да се види тука, 10 киловатен електромотор, тој е тука доле, 48 вати 100 ампер часа батерии, батери менеджмент систем кој контролира со управувањето, со полнењето и кога батериите треба се полнат, кога се празнат. Контролер кој дополнително ние, ова е наша како некој додаток, за да има ладење, бидејќи многу високи струи се до 600 ампера и се загреваше и исклучуваше моторот автоматски, затоа го ставивме овој кулер со ладилник и тоа е. Внатре во возилото ставивме еден таблет со наш софтвер, каде што на македонски јазик, мислам, оригинален софтвер кој што контролира, кој ни кажа колку волти имаме, колку трошиме ампери, колку километри ни простануваат, брзината и така натаму. Сите оние потребни интересни параметри.